Вашите уставни реформи, кои што се обидовте да ги наметнете пред година и пол, не знам кога беше, не успеа затоа што, како и се останато, вие спроведовте политика на силеџество, а не политика на политички диалог. Имено, ние се одвикнавме од вакви дебати, гледате комуњарите не доаѓаат кај прорежимските, вие ВМРО-идите не одите кај независните и ние немаме култура на дебата. Значи, ние левица доаѓаме секаде и усител да не викнат, ние ќе дебатираме против еден, против двајца, против 5 души, против колку сакат. Сега, вие ја користите националната карта секогаш кога сте доведени во ќош, како сега со бомбите, например. Добро, тоа е еклатантен пример. Па оваа тема отвори Заев, значи не ми е галеме на кој отвори темата, јас отвори албанските партии. Да, за тоа двојазичност, господине, постои од 2001 година во државата, од рамковниот договор. Од амандманот 8. Не постои на цела територија, така. Добро, во ред. Хашките случаи кој ги амнестираше? Вие ги амнестиравте? Случаите Вејце, Карбалак, нели сте вие забранителите за ова? Кој ги? Заев ги амнестираше? Јас би сакал да се држиме на темите кои што се додека се мразиме македонците и албанците, ни ги празнат џебовите. Вие тоа го правите и за тоа ние не одбиваме да се впуштиме во ваков диалог.